Почитувани присутни, ви посакуваме добре дојде на свеченото затворање на третата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, која е во чест на великанот Ацо Шопов по повод 100 години од неговото раѓање и е дел од националната програма 2023 година во чест на Ацо Шопов. На почетокот на денешната свеченост ја покануваме Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска да ни се обрати. Добар ден на сите. Најнапред сакам да ви се заблагодарам за оваа можност да ве поздравам на затварањето на третата зимска школа на семинарот за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. И ќе започнам со тоа што ќе цитирам еден од нашите најпочитувани професори, нашиот голем македонист Блаже Коневски, кој што велеше дека нашиот јазик е нашата вистинска татковина. Драго ми е што преку македонскиот јазик и вие добивте уште една татковина, дом и пријател. Изминатите неколку денови имавте доста интензивна работа. Македонскиот јазик можеби не е во 5 најтешки јазици во светот, но вашиот труд, желба и интерес да го афирмирате се импресивни и се за секоја почит. Да се има 40 нови пријатели од 17 земји, од 4 континенти кои го сакаат вашиот јазик, кои избрале од повеќе 7000 јазици на светот да го научат токму вашиот мајчин јазик, е навистина чест. Трајни врски создаваме со реномирани професори, истражувачи и преведувачи, посветеници на македонистиката, но и студенти, ентузијасти, кои се навистина големи амбасадори и промотори на македонската култура во светот. Навлегувајќи во македонското научно богатство, верувам дека дознавте не само за јазикот, туку и за нашиот народ, култура, традиција. Носејќи го со вас стегнатото знаење и впечатоците од оваа зимска школа, во земјите од каде доаѓате, ќе дадете бесценет придонес за афирмација на нашата духовна и материјална култура. Почитувани пријатели, огромна заслуга со создавањето на македонските пријателства во светот има Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој е една од нашите најважни врски со широката меѓународна јавност. Токму на првото издание на Зимската школа за македонски јазик минатата година, тие беа вистински партнери во одбележувањето на големиот јубилеј за македонската култура, 100 години од раѓањето на великанот на македонската филологија, лингвистика и книжевност, академик Блаже Коневски. Минатата година, Зимската школа беше посветена на 70 години од раѓањето на еден од најголемите македонски драматурзи и писатели, Горан Стефановски. Одлуката годинешното издание на Зимската школа да биде посветено на 100 години од раѓањето на еден од основоположниците на современата македонска поезија Ацо Шопов, повторно ја потврдува високата свест и љубов кон јазикот и културата. Успешното издание на оваа зимска школа е одличен предвестник дека ќе имаме прекрасно чествување на јубилеот, зашто под покровителство на претседателот на државата е изработена комплексна и обемна национална програма 2023 година во чест на Ацо Шопов. Предвидени се многу настани активности дома и во светот, а се надевам дека во текот на годината ќе имате можност да присуствувате на некои од тие настани и дополнително ќе имате можност за проучување на поезијата и творештвото на Ацо Шопов. Со надеж за следно видување, ве поздравувам и уште еднаш ви се заблагодарувам за довербата да го учите македонскиот јазик и да бидете пријатели со македонскиот народ. Ви благодарам. Ви благодариме за вашето обраќање и за убавите зборови. Сега драго ми е да ја поканам да ни се обрати директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Поелете, директорке. Благодарам, Елена. Почитувана министерке за култура, господја Бисера Костадиновска-Стојчевска, драги семинаристи, ценето семејство Шопов, почитувани лектори, колешки, колеги, предавачи, татковино, песно недопејана, песно неспокојна. Спокојот во нас ќе го ископаме од искони. Со овие стихови Ацо Шопов ја завршува својата песна "Те спомнам ли". Поразмислите за постигнатото со оваа трета зимска школа,
овие стихови како одново да се раѓаат во нова форма и со некој нов, повеќезначен одглас во нас, во сите оние кои на еден или на друг начин бевме дел од неа. И тоа одново се раѓаат, двоејки се од темината, онака како што пееше Шопов за раѓањето на зборот. Одново во нас ископавме исконски спокој, бидејќи преку оваа школа уште еднаш се потврди дека и во времето што е пред нас, македонскиот јазик, литература и култура силно ќе одекнуваат низ светот, а со нив и вистината за нашата татковина. Оти има посветеници кои се вложуваат и се подготвени и во годините што следат да се вложуваат во странската македонистика. Затоа, во завршницата на школата, чувствуваме потреба уште еднаш да упатиме голема и искрена благодарност до сите вас, до учесниците, до семинаристите на третата зимска школа и секако до лекторите, до предавачите на ова трета зимска школа. Благодарност и до професор доктор Никола Јанкуловски, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, до целата ректорска управа, до министерствата, еве тука имам и представник на Министерството за култура, но и до Министерството за образование и наука, и ете, почитувани. По добивањето на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата во 1976 година, и тоа за поетската книга Песна на црната жена, во која е објавена и песната Те спомнам ли. Ацо Шопов ќе истакне дека сакал да ја оствари својата мисла. Откривајќи го светот, да ја доближам до себе, да ја откријам својата татковина и обратно, откривајќи ја татковината, да го запознаам и откријам светот. Драги семинаристи, драги лектори и предавачи, уверена сум дека оваа мисла на Шопов се оствари и за вас, и за нас преку оваа трета зимска школа, во негова чест. И затоа во оваа завршница не се потребни уште многу зборови. Завршницата на оваа зимска школа е само најава за почетоци, односно за нови почетоци, за нови активности и залагања на нови постигнувања во времето што доаѓа пред нас. Нека зборува она што ќе го постигнеме, а во кое вложивме и преку оваа школа. Со сето она преку кое постојано инакво, а суштинско значење имаат и ќе имаат стиховите на Шопов, на коим се навративме и пред 6 дена. И па ете, со тие стихови отворивме, сега со тие стихови и да затвориме. Македонија е во светот, а светот во Македонија. Македонија е судбина на светот, светот е судбина на Македонија. И еве сега доаѓа оној свечен момент кога секој од лекторите ќе ги представат своите групи и ќе кажат како нели сработија, колку постигна, какви резултати постигна, така што еве како по исполној принцип по кој што одевме, почнуваме со на најниско ниво, со почетното ниво кој што го водеше колешката Елена Ѓоргиовска. Повели Елена. И благодариме директорке за обраќањето, исто така ви благодарам за најавата. Групата на почетно рамниште претходниве 6 дена вредно и посветено работеше и го изучуваше македонскиот јазик. Одлични резултати постигна Александра Хаџев од Молдавија, Бјанка Предонеску, Михај Даниел Баба, Стефанија Роберта Јонеску од Романија, од Турција Пинар Башилмас, од Грција Јоанис Каракацанис и од Руската Федерација Љубов Шумилова. Во оваа прилика јас сакам да им честитам на семинаристите од почетното рамниште, но воедно да им честитам и на сите семинаристи и да посакам љубовта кон македонскиот јазик, литература и култура, што ја имаат никогаш да не стивне. Од секоја група ќе ни се обрати и по еден представник, учесник на третата зимска школа. Во договор со групата, ние одлучивме денес да ни се обрати, да ви се обрати Александра Хаџев од Молдавија. Александра, повели.
Да, добар ден, јас сум Александра Хаджев, јас сум од Молдавија и јас сум прв пат на зимска школа и бев во групата на почетно рамниште. Благодарам за можноста што сум дел од ова школа. Часовите беа многу убави и ние успеавме да научиме многу за македонскиот јазик и културата. Благодарам. Многу благодариме, Александра. Продолжуваме со другите групи кои интензивно работеа во изминативе 6 дена со фонд од 30 часа вкупно, односно по 5 часа на ден. Најпрвин сакам да го поканам професор доктор Борче Арсов да ни ги представи семинаристите од својата група и нивните резултати. Благодарам, Елена. И голема благодарност воопшто што имам можност да бидам учесник, односно предавач, лектор и на третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Благодарам и за одличната организација, пред се на директорката професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, но и на Евдокија Илиевска, која што неуморно беше да ни одговори на секое барање, беше неуморна да ни одговори на секое барање, секој мел наш, но и ваш на сите учесници, така што благодарам до целата управа на семинарот и честитки до сите учесници на третата зимска школа, а особено, нормално, јас да си ги пофалам и исфалам моите 8 Значи, во мојата група јас имав среќа да работам со 8 исклучително вредни и исполнителни слушатели од далечниот запад па се до далечниот исток. Значи, имав слушатели од 4 континенти, од 6 земји, и дозволете ми да ги поздравам и најсрдечно сите да им честитаме за успесите. Почнавме на меѓурамниште, некаде од почетното кон средното, меѓутоа мислам дека завршивме на едно многу фино средно рамниште и на сите учесници од мојата група им посакувам да продолжат. Јас сум сигурен дека ќе продолжат со изучувањето на македонскиот јазик. Лично јас сум презадоволен од нивните резултати, а доколку тие делат барем половина од моето задоволство со своите искуства на оваа зимска школа, јас ќе бидам среќен. Во мојата група, како што споменав, имаше од насекаде од светот учесници. Дозволете да ги поздравам и да им честитам Петра Грисхабер од Унгарија, Бартоломеј Вјечорек од Полска, исто така од Полска Мартина Марчак, Нежа Саје од Словенија, Тейлор Ефтимов од Соединетите Американски држави, Никол Варда од Австралија, Зијуан Лу, или како што ние ја викавме Елица, од Кина, а исто така од Кина ние и нашата Ана, односно Тијанџи Дан. Честитки уште еднаш до моите семинаристи, бевте одлични, се гордеам со вас и се надевам дека барем со дел од вас, ако не и со сите, се гледаме налето или в година. Сега им оставам 2-3 минути простор на двајца од мојата група, сега ќе извините, меѓутоа ние така се договоривме, кои и меѓу другото ви подготвија едно мало изненадување, кусо изненадување во контекст на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Барт и Нежа, повелете. Добар ден. Огромно задоволство ми е што можав да учествувам на зимската школа. Учењето беше интензивно и бараше жртви. Сепак, баш ми е мило дека можев да проширам своето знање и да запознам луѓе од целиот свет кои што, како јас, сакаат да учат македонски. Ова искуство е за мене важно и сигурно ќе го долго паметам. За тоа што ви благодарам за одлично време што го поминав на овој семинар. Благодарам. Ацо Шопов во тишина. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама кај го рече.
Се извинувам микрофонот. Ви благодариме. Голема благодарност и до Борче и до семинаристите. На третата зимска школа професор доктор Гордана Алексова и доцент доктор Бојан Петревски работеа со групите на средно рамниште. Најпрв го поканувам доцент доктор Бојан Петревски да ни каже какви резултати постигнале семинаристите од неговата група на средно рамниште. Благодарам. И јас како лектор во една од групите на средно рамниште, на чии учесници многу им благодарам за интересот и посветеноста на македонскиот јазик, за навистина импресивната расположеност за дискусија на часовите и во тој контекст за сите одговори што ми ги дадоа и за сите прашања што ми ги поставија. Да го споменам и нивниот исклучително сериозен пристап кон домашните задачи, од кои произлегоа многу навистина интересни текстови. Да ги представам учесниците: Екатерина Клюјкова од Руската Федерација, Барбора Томечкова од Чешка, Јан Фајто од Полска, Карла Шкрлец од Хрватска, Анела Чајќ од Босна и Херцеговина, Маја Пјасецка од Полска и Михаела Матешиќ од Хрватска. Ви благодарам уште еднаш, одржувајте го интересот за македонскиот јазик, на кој навистина му требаат изучувачи како вас. Голема благодарност и до организацијата на семинарот, односно на зимската школа, и до колегите лектори за соработката. На крајот ја повикувам Карла Шкрлец, една од учесничките во групата, да не поздрави со неколку збора. Повелете, Карла. Фала. Поздрав до сите од Загреб. Јас сум Карла и јас сакав да се заблагодарам за можност да соделувам на вакво нешто. Јас во животот имам учено повеќе јазици, ама не сум сигурна дека имам видено некоја држава вака да се грижи за оние што сакаат да го научат нејзиниот јазик. Навистина за пофалба е организацијата на школа, многу квалитетно се работеше, барем кај мене во група, ама сум сигурна дека и во другите групи. И исто така е многу посебно за да се добие можност да се учи јазикот со луѓе од различни држави и да се добие поглед во нивниот процес на учењето на јазикот. Честитам и се надевам дека ќе организирате уште многу вакви школи. Благодариме Карла за убавите зборови. Ја поканувам професор доктор Гордана Алексова да ни ги представи семинаристите од својата група, исто така на средно рамниште. Ви благодарам, Елена. Јас имам сериозни проблеми со интернетот денес и затоа ќе зборувам малку покусо, додека сум се уште тука, додека не ме исклучила. Поздрав до сите драги учесници и почитувани учесници на третата зимска школа за македонски јазик и литература и до сите гости на ова свечено затворање, онлайн затворање на нашата школа. Во мојата група почнавме со 7-8 кандидати, завршивме со 4, многу сериозни и предадени изучувачи на македонскиот јазик. Тоа беше една група мала, ама навистина избрана според квалитетот. Тука беше нашата колешка Елена Иванова од Руската Федерација, Марија Думба од Грција, Хана Подјет од Словенија и Владимир, помогни ми Владимир за презимето. Немчиć, да, извини Владимир Немчиć од Хрватска. Без отсуства, без какви да е приговори, постојано тука на време и со сите завршени обврски во врска со сите договори што ги направивме за домашните работи, околу читање исто така стихови од поезијата на Шопов, слушање песна, една песна во музичка изведба на текстот Ацо Шопов и така натаму. Заврши денес денот, последниот ден од нашата зимска школа.
се договоривме Владимир и Хана да кажат по 2-3 збора. На крај мене ми останува сите да ве поздравам, да ви се заблагодарам за учеството и се разбира да продолжите со интересот за македонски јазик, да се гледаме и во Охрид, и во Скопје, и на други места по меридијаните во светот. Ви благодарам. Владимир? Почитувани професори, почитувани колеги, многу ми е драго што бев со вас и на оваа зимска школа. Би сакал да им се заблагодарам на сите кои што го организираа овој проект и ни овозможија да го изучуваме македонскиот јазик и литература. И се надевам дека ќе се гледаме и на наследната зимска школа. Ете толку од мене. Благодарам. Исто од мене, ви благодарам на сите. Беше многу убаво да се гледаме со пријателите и со сите кои сакаме македонскиот јазик. Беше многу убаво. Ви благодарам. Ви благодариме. Со семинаристите на напреднатото рамниште работеше магистер Иван Антоновски. Го поканувам да ја представи групата и остварените резултати. Благодарам, Милена. Групата на напреднатото рамниште, која што брои 12 семинаристи од 8 држави, во целост беше посветена на поезијата на Ацо Шопов. Од тука предизвикот беше исклучително голем. Но фондот од 30 часови кои што е зад нас доведе до нови толкувања, до нови книжевни преводи и до цврста решеност во времето што е пред нас, заедно да придонесеме за уште натамошни исчитувања, вреднувања на поезијата на Шопов и афирмација преку книжевниот превод во странски книжевни средини. Особено радува што веќе имаме значаен број преводи подготвени во текот на зимската школа, подготвеност тие преводи да продолжат и со нови преводи да се продолжи и во следниот период, кои што ќе резултираат со различни изданија, но и решено за нови толкувања кои што ќе бидат твоки кон научното, стручното исчитување на поезијата на Ацо Шопов. Во групата се од Бугарија Валентина Седевчева, од Полска Зофија Дембовска, од Руската Федерација Анастасија Мосинец, од Словенија Намита Субиото, Маја Ковач и Сонја Цекова Стојановска, од Хрватска Ивица Баковиќ, од Србија Даниела Костадиновиќ, Билјана Петковиќ и Александра Стошик, од Унгарија Ана Марија Цинеѓа Панзова и од Чешката република Кристина Дувкова. Драго ми е што составот во кој што има и универзитетски професори, книжевни преведувачи, лингвисти, сосредоточувајќи се кон творештото на Ацо Шопов, преку него и понатаму продолжи да ја развива својата љубов кон македонскиот јазик, кон македонската литература и кон македонската култура. Од името на групата на напреднато рамниште, по заедничка одлука на семинаристите од групата, ќе се обрати Валентина Седевчева од Бугарија. Поново се обраќам кон починутуваната министерка на културата, секако кон почитуваното семејство на Шопов. Од моје име и од името на целата група сакам да се заблагодарам на директорката на семинарот професор Весна Мојсова Чепишевска, на предавачите и на организаторите на третата зимска школа за виртуалното гостопримство, што ни создаде една пријатна и топла работна атмосфера. И секако ги искажувам нашите благодарности до лекторот Иван Антоновски, кој што како модератор на една литературно-преведувачка работилница ни ја потикна нашата творечка енергија да го толкуваме, интерпретираме, анализираме, преведуваме творештвото на Ацо Шопов.
Иван Антоновски со голема вештина и во еден организиран, но ослободен амбиент од стегите на книжевните традиции, во кои што до сега се исчитани стиховите на Шопов, ни инспирира семинаристите од 8 земји да пронајдеме нови теми, нови идеи, нови образи, нови символи и нови интерпретативни рамништа кај Шопов и на таков творечки начин да го обележиме јубилејот, 100-годишниот јубилеј на врвниот поет Шопов. А инаку, во овие 6 денови стекнавме и нови познанства, нови професионални инспирации и контакти и обновивме стари пријателства. Еве, така си поминавме во нашата група за литература на третата зимска школа и посакувам на сите многу здравје, многу творечка енергија и до нови средби. Благодарам. И благодариме, Валентина. Групата во текот на сите овие денови работеше користејќи материјали од Лирскиот дом на Асо Шопов, отворен образовен и културен ресурс, веб платформа за која што стои идејата и иницијативата на Јасмина Шопова, ќерката на Асо Шопов, која што како представник на семејството Шопов е денес овде со нас и изрази желба да не поздрави во завршницата на оваа трета зимска школа во чест на великанот Асо Шопов. Јас сум многу среќна што можам денес да ве поздравам оваа група која што ентузијастички работи на македонскиот јазик, култура и литература. Мислам дека е тоа најубав начин тие да бидат промовирани во светот и би сакала да се искажам во името на семејството на Асо Шопов, не само во моје лично име. А тоа семејство денеска се состои од неговата сопруга Светлана, неговата снаја од син Лилјана, една внука, тројца внуци, една правнука и тројца правнуци. Во тоа семејство членовите доаѓаат од Македонија, се разбира, но исто така од Јужна Кореја, Америка, Италија и Азербајџан. Го свртевме светот. На некој начин семејството на Шопов ја инкарнира таа мисла дека е Македонија во светот, а светот во Македонија, која што стана на извесен начин мото, нели, на оваа трета зимска школа и воопшто на годината 2023 во чест на Асо Шопов, што многу ме радува. Би сакала да ви кажам дека членовите на семејството, освен правнуците, кои што се многу мали, ние сите следевме колку што можевме преку медиумите, ја следевме работата на школата и од одгласи од страна, исто така добивавме и сме навистина воодушевени и мислиме дека тоа е еден многу убав начин да се промовира нашата литература, нашиот јазик и култура вон границите на нашата земја. Се надеваме дека сите учесници од почетничкото рамниште и од средното рамниште во најскоро време ќе достасат до ова највисоко рамниште кое што попродлабочено работеше на поезијата на Шопов годинава, за да можат да навлезат во богатствата на литературата, на македонската литература. Ова реченица што туку ја кажав, ја разговаравме со членовите на семејството предходно, си велевме убаво би било, но јас морам да ви кажам нешто. Јас кога ги слушнав сега, да додадам тоа надворно од она што се договоривме да ви го искажеме како семејство, јас кога ги слушнав учесниците во овој момент од почетничкото и од средното рамниште и од она меѓурамниште, јас навистина мислам дека тие се многу блиску до ова највисоко рамниште и мислам дека навистина имаме меѓу нив
сите вистински амбасадори на македонскиот јазик, литература и култура во светот. Уште нешто би сакала да ви кажам. Ние сите знаеме дека македонската литература се остварува во едно потесно јазично подрачје и во тоа е далеко од тоа да биде единствена во светот. Многу литератури се остваруваат во потесни јазични подрачја и имаат своји специфики и специфични проблеми во однос на преведувањето и во однос на оптекот на делата во светот кои што доаѓаат од таквите јазици. И сакам да ви кажам дека е тоа темата на симпозиумот кој што го организираме во УНЕСКО на 21 март, Светски ден на поезијата, и тој симпозиум ќе му биде посветен на Шопов, но ќе ги работи овие теми кои што вас директно ве интересираат всушност. Симпозиумот ќе се одржи во УНЕСКО и ќе имаме 13 земји, представници, 15 на учесници од 13 земји кои што ќе зборуваат на овие теми. Значи, на крајот би сакала само уште еднаш на сите, на учесниците и на организаторите да ви се заблагодарам на начинот на кој што го негувате нашето културно наследство. Благодарности од нас за убавите зборови и споделените информации. Почитувани, со ова ги заокружуваме активностите на третата зимска школа, но не запираме тука, бидејќи од неа произлегува идеи, иницијативи и можни проекти на кои заеднички ќе работиме, афирмирајќи ги македонскиот јазик, литература и култура. Изразуваме посебна благодарност до ректорот на нашиот универзитет, професор доктор Никола Јанкуловски, и до целата ректорска управа за постојаната поддршка што меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура ја има во рамките на сите своји активности, вклучително и во заложбите за остварувањето на оваа зимска школа, со која започна остварувањето на националната програма 2023 година во чест на Ацо Шопов. А драги учесници на третата зимска школа, уште еднаш срдечно ви честитаме и ви се заблагодаруваме на сите за вашиот интерес и вашата посветеност за македонистиката. Ние се надеваме дека многу наскоро повторно ќе се сретнеме и дека комуникацијата и заедничките заложби за странската македонистика ќе продолжуваат и ќе продолжат. Ви благодарам многу.